Професоре Мојановски, во изминатиот период сме сведоци дека се почесто религијата наоѓа место во нашата држава, односно на некој начин нашата секуларна држава станува како да не е секуларна, па повеќе се фокусира на тоа како религијата наметнува некакви ставови, отколку законите за кои што сите граѓани треба да ги почитуваат. Последен пример е еден од она скандалозно изјава на владиката Петар, во кој што жената ја стави во подредена ситуација, а во претходните денови имавме каде што и отец Јаков бараше измени во законот за родова еднаквост. Како би ги коментирале тие случувања, дали религијата има право да се меша во уредувањето на секуларната држава? Прво, прашањето за секуларност е многу сложено прашање и тоа најчесто се однесува на две димензии. Прво, дека државата не се меша во внатрешната организација, вредносната и друга матрица на религиските организации или религиските субјекти. И втората димензија дека религиските организации не се фактор или не се во позиција да донесуваат одлуки или битно да ги менуваат одлуките на државните органи. И тука таа релација од земја до земја функционира различно. Ние живееме во период во кој што религиските организации беа третирани како структури кои се спротивни на владеачката идеологија и на системот и беа едноставно третирани како субјекти кои не постојат или нивниот статус беше така кажам несоодветно третиран. Во плуралното општество се оди од ставот дека религиските организации се дел на цивилното општество. Во цивилното општество ја имате лепезата на сите интереси и вредности. Таму екзистираат од крајно десни до крајно леви гледишта. Таму екзистираат интереси кои се разумни и интереси кои не се разумни. Значи, ние така треба да го наблюдуваме цивилното општество. И од аспект на цивилното општество, постоењето на концепти кои се различни од она што водечките сили во општеството ги заговараат, се обидуваат да ги отворат, е нормално. Тоа постанува проблем тогаш кога во процесот на донесувањето на одлуките ќе се обидат определени механизми на општественото, особено на јавното мислење, да постанат доминантни во донесувањето на одделни решенија. Значи, ние сега како го имаме, како функционира таа интеракција меѓу цивилното општество, државата и сферата во слободното политичко организирање. Слободното политичко организирање најчесто го користи цивилното општество за да артикулира определени интереси и со помош на јавното мислење и со помош на партиципацијата во државната власт да ги преточи во одлуки, во закони. И сега во таков случај ние религиските организации, вклучително и црквата, значи исламската заедница, црквата се структури кои екзистираат во цивилното општество, имаат свој интерес, ги афирмираат се согласно нивното учење. И тука нема никаков проблем. Но во онај момент кога тие ќе ги искористат механизмите на партиското организирање, механизмите на личното пријателство, на невладини структури и така натаму, и почнат да постануваат фактор, тогаш веќе настанува општествената дебата за границите меѓу цивилното и општеството. Во онај момент кога ќе се појави процесот на злоупотреба на цивилното општество. И тие ќе се наменат како јавно или како доминантни политички ставови. Ја мислам дека македонското општество и македонските институции имаат јасен концепт, без разлика какви се дебатите во цивилното општество. Инаку, ние навикнавме во овие 30 години верски
представници или поединци од верските заедници, често пати ги користат медиумите како простор преку кој што можат да соопштат определен став кој често пати не е во согласност или не е во унисон со доминантното или со определбите на водечките политички сили и повеќе или помалку да го свртат вниманието кон себе, отколку да реално што тоа може да представува опасност за нарушувањето на секуларниот карактер на државата. Јас лично мислам, не само во овој случај за кој што го поставувате со митрополитот Петар, туку и во поведенијата и на други верски представници, можете да најдете изјави со кои што повеќе или помалку се создаваат предпоставки за отварање на една дебата која често пати е маглата која се задржува во најавната сцена, позади која се случуваат други реални интереси. Најчесто во политичкиот процес, тоа е применет инструмент. Кога се отвара определено прашање, мнението и интересот на граѓанството се насочува кон прашањето, дали и колку и така натаму прашањето и ставовите на еден митрополит можат да постанат законско решение, мислам дека е прашање за кое што можеме да зборуваме. Тоа може да предизвика и говор на омраза или па дела од омраза. Точно е, тоа е делот на демократскиот и на граѓанскиот амбиент. Во цивилната сфера. Дебатите се елемент во кој што се изразува способноста да артикулирате интерес. Наше е да градиме доволно подготвеност, да слушаме и да прифаќаме она што ние мислиме дека е во функција на развојот на општеството. Да не се фокусираме премногу на вербалните и на други гледишта, за да не оттргнат од централниот интерес кој сакаме да го решиме. Во таа смисла ние треба да го. Инаку, мислам дека е нереално да очекувате во цивилното општество и во организираното општество од верските заедници да барате да ги променат своите вредности, своето учење, да ги променат традиционалните вредности. Тие ќе екзистираат на другите субјекти да ги афирмираат вредностите и позитивните аспекти на решенијата кои ги нудат, затоа што тие според проценките, дали станува збор за движење кое е европско или е пошироко и постанува водечко движење на подрачјето на Европа, ќе добие простор во Македонија да се развива или не. Тоа исто така ќе биде силно заплиснато, не само во Македонија, и во другите европски простори, и со концепти и гледишта кои не се во унисон со таквото гледиште. И во тој контекст ги гледам. Инаку, ја следев таа дебата со епископот Јаков и мене лично начинот, подходот по кој тие го чинат во интерпретацијата и на тоа прашање ми создава мнение дека станува збор за една интелектуална структура која умее својот став, без разлика колку е тој прифатен или не во општеството, да го артикулира на начин во кој што го афирмира демократскиот диалог и можноста да разговарате за нештата. Ние точно е дека за одделни прашања не можеме да се согласиме. И за одделни прашања кои не го нарушуваат базичниот консензус. А Линц вели дека базичниот консензус го чинат. Дека власта се добива именува на избори и дека победникот на изборите формира влада и врши кадровска редистрибуција во општеството. Второ, дека политичкиот субјект е способен да има коалицијски капацитет, да коалицира дури и со оние субјекти кои што не се на иста идеолошка линија. Третиот е силното јавно мислење. Ова е особено важно. Силното јавно мислење е елемент на базичниот консензус, на демократскиот процес. Тој го развива демократскиот процес. И од оваа дебата ние ќе бидеме побогати. Прво, за субјектите кои имаат определени гледишта, ќе изнедриме повеќе аргументи во однос на тезите за кои што сметаме дека треба со закон да се уредат и дека притисоците,
преку јавното мнение, преку медиумите и други организирани структури како невладини и така натаму организации ќе бидат дел од таа општа дебата. И дека на водечките сили, на законодавниот дом е всушност да ги вградува и да гради политиката според стратешкиот интерес во кој правец ќе развива заедницата. И во тој контекст некои ќе бидат повеќе среќни, некои помалку среќни, и тој процес ќе се одвива таков како што е. Инаку личните изјави и гледишта на поединци ни се познати и дека тие повеќе или помалку предизвикувале непотребна идентификација со верската организација или со верската институција. И тоа не секогаш е во интерес на етаблирањето на таквите институции во општеството. Но животот никогаш не се одвива праволиниски, тој се одвива, го чинат луѓе со сите предности и мани кои што ги имаат како луѓе и така натаму, и дека тие генерации или ние како генерација кои живееме, ќе живееме со еден таков амбиент, со една таква структура која не обкружува.